імето на Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Возлюбені Христа Бога, браті і сестри, еве і годинава Господ не удостои на Митровденските задушници да се собериме и да се спомниме на сите наши упокоени родители и предци, приятели и другари, браќа и сестри во Христа Господа, за кои што во денешното Свето Евангелие чувме дека во името Христово го поминувале својот животен пат низ времето и просторот на овој свети век, за да стигнат до целта од Бога предопределена како смисла на нивниот живот, а тоа се самите свети двери на светиот есхатон и божествената парусија. И чувме денеска од Светото Евангелие дека тој пат од местото на нашето раѓање за живот во овој свет до местото на нашето раѓање за живот во идниот век е патот на исполнувањето на божествените заповеди. Оној кој што живее така што целосно ги исполнува божествените заповеди е човекот кој што веќе преминал од смрт во жив. А ние христијаните сме секогаш на страната од животот против смрт. И ние живееме со длабока и неколеблива вера и знаење дека животот вечен е смислата на животот овдешен, историски. Се сеќавам како дете читав анкети правени во западните христијански земји, чија вера уште тогаш веќе почна сериозно да се подкопува. И во нив анкетите ги правеа со декларираните христијани, така што им поставуваа најразлични прашања. Едно од прашањата беше и прашањето дали веруваат во вечен живот. Повеќето од луѓето што одговара на тие анкетни прашања, на тоа прашање одговара негативно. Внимавајте. Тоа го кажува луѓе што се сметаа себе си за христијани. А јас денеска сакам да ви кажам дека нема христијанство без верата во вечниот и несмртен живот. Се друго е фарса, најобична глупост, чисто промашување. Ние денеска се собравме за да си спомниме на сите наши упокоени браќа и сестри, родители и предци, другари и пријатели, како на луѓе кои што живееа со безсомнежна вера во вечниот и несмртен живот. И имајќи ја таа вера, ни ја предадоа нам и ние да ја живееме. Не да ја декларираме, туку да ја живееме, живеејќи бестрашно во овој свет, во долината на плачот, каде што смртта го демне човека
od sekoj ago, od sekoje čoše, na sekoj čekor, bediki ta i vo Svetoto pismo nije kažano daja i ne napada kako kradec. I ta je naši posleden i najgolem neprijatelj, a za neprijatelj odznajme, neka treba da se pobedi. I cijeli od naš život u ovoj sveti je borba so smrti. Borba i nastojuvanje da se pobedi tam, za da se stekneme so život večen, so nesmrtnost. Vo nesmrtni od Bog, kogo što ko imame sekoga za svoj pokrovitelj i pomoćnik, kako nekoj ko što 24 sati vo naši život, vo sekoj den od naši život, je kraj nas, von nas so podadena raka. Videjki samite bez Него sme nemokni da go pobedime neprijatelj od nacite neprijatelji. Neprijatelj od kon kogo što priveduva site drugi neprijatelji i neprijateljstvo. No imajki go Него za stol na naš život, za glaven žitelj na naše to srce, nije živejme, glavo verova, bestrašno. Znajki, neka pobedata nad smrta veke je izvojuvana vo svetoto i svetlo Hristovo skresenje i dadena nije vo nasledstvo nasite nam. Ta pobeda stanuva naša pod jedan jedinstven uslov, slobodno i sa ljubav da ja primime kako svoje. Amin. Bog da gi prosti. Site krsteni duši, večna im pamjat, ne besmislena i prazna fraza. I ta ne se odnesuva na čoveku. Ne ta povikon čoveka, da go pamti čoveka večno. Čoveko treba da se ovečni, a onaj ko što je po priroda večen je Bog. I Bog po svoj božestven treba da gi zapameti site naše upokojenje. Znači, večna je pamjat je naš povik do Boga. Toj se milostivio da gi zapameti site naši upokojeni, no i nas da ne čuvamo pametenje, da ne se raspametime. Vidjeti poveke to od našite braći i sestri, počnuvat raspameteno da go pominuvat svoj ovozemen život. Da se molime za njih i za njivno spasenje, povikuvajki se na dobroto nasljedstvo što smo go primile od našite blagočestivi i Hristoljubivi predci. Amin. Bog da gi presi. Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Amin. Amin. Najmili moji braći i sestri vo Hrista Gospoda, evo dneska dojdохме i na mesto na pametenje to na našite kališki igumani Efrosinija i Irina. Za da go sočuvame sećavanje to na nivnata dobrota, na nivnata žrtva, na nivnata ljubav, živejki so deceniji zajedno so nas i žrtvuvajki se bezpoštedno sebe si za sočuvuvanje na ova nesmrtno svetilište so koje što upravuva sama ta igumanija, majkata na naši od Bog i Spasitelj Hristos, prisnodjevata Marija Bogorodica. Za nas pravoslavните hристияни nema mrtvi, site se živi.
свещеникот на секоја света литургија за време на светата проскомидија ги спомнува како членови на Светата Црква Божија и живите и упокоените времено одсутните од нашиот живот, каде што предстојуваат таму, каде што и ние самите ќе отидеме. И гледајте, соборноста на Светата Црква Божија ги собира сите околу Христа Господа, сите живи. И денеска ние дојдовме на ова место за да се помолиме за спасението на живите во Господа игумании, кои што денес сигурен сум ни се радуваат зарад фактот дека не сме ги заборавиле, иако станува за личности кои што дошле од далечни краишта овде. Гледајте на православниот христијанин и монах, сиот свет му е татковина. Тој не се врзува за едно место, туку го бара местото каде што ќе пушти духовни корени и каде што ќе зазеленее неговиот историски живот и ќе роди вечни и несмртни плодови. На тие плодови што двете игумани ги родија и ни ги предадоа, се сеќаваме со радост и со благодарност. Бидејќи никој меѓу луѓето не е без грев, освен едниот Бог наш, се собравме денеска на ова место, за да испросиме од Бога прошка за секое нивно согрешение и така очистени од гревовните талози на собрани, живеејќи во овој свет, да се вселат во светот Божи, во кого што владее времето вечно, незаодно, времето на осмиот ден, карактеристично за државата Божја, чиј градоначалник е, рековме, самиот Христос Бог. Вечна им памет. Амин. Бог да ги прости.